Ботритисот уништи дел од раноградинарските култури. Болеста која се појави на коренот предизвика штети кај доматите. Струмичките земјоделци велат дека причините се променливото време и високиот процент на влажноста во почвата. Дел од плодовите веќе се уништени, а според Велков оваа болест може да се прошири на целиот насад. Во овој насад имаме напад од ботритис, една специфична болест која што во почетокот ги напаѓа делови од растението, пред се не ги избегнува ни самите плодови. Гледаме дека голем број од плодовите се оштетени и секоја немарност или невнимање на самиот земјоделски производител ќе доведа до уште поголеми штети кај самите насадени култури. Затоа неминовно е внимание и голема грижа кај самиот земјоделски производител кој што ја одледува оваа култура, бидејќи мораме да кажеме дека освен што ги напаѓа плодовите, ја напаѓа и го напаѓа и самото растение, и тоа одмах над земјата. Едни специфични карактеристики за оваа болест се појавува гниеш кај самото растение, така што во низа случаи доаѓа и до угинување на самата култура. Велков смета дека не постои никаква хемиска заштита за овој проблем. Доколку не се превземат одредени агротехнички мерки, раноградинарските култури можат да бидат нападнати од други болести. Мислам дека најдобра заштита била секоја превентива. Меѓутоа, веќе во овие услови мислам дека хемиска заштита за оваа болест тешко да се спречи со хемиска заштита. Мислам дека од своето долгогодишно искуство е отварање ширум на вратите на пластениците за подобра аерација, тоест послабо задржување на влагата во самиот пластеник, а со тоа и полисијата на самата култура. Освен ботритисот, мислам дека во наредниот период, ако дојде до зголемување на температурата, а и веќе има во некои региони појава и на пламеначе, ќе се појави и бактериозата. Иако годинава доматот е посаден на многу помала површина, Велков смета дека поради овие болести производителите ќе претрпат големи загуби.